Свежи лица или добро познати стари имиња, ова ќе биде клучната дилема која во СДСМ се провлекува уште од декември, откако партијата на барање на Венко Филипче остана без целото раководство, освен лидерот. Понизата изборни порази и парламентарни и локални во јавноста остана дилема дали ќе следи вистинска промена во опозицијата или само нова политичка шминка на истата структура. Филипче, која презеде партијата по поразот на парламентарните избори од поранешниот лидер Димитар Ковачевски, по дебаклот и на локалните избори, побара целосна смена на раководството, но не ја понуди и својата оставка. По историскиот пораз на локалните, партијата освои само 6 градоначалнички места. Ваквата одлука за познавачите испрати порака дека одговорноста во она што требаше да важи за главна опозицијска партија, важи за сите, освен за лидерот. Поранешни членови и функционери во партијата ова го толкуваат како продолжување на старите партиски матрици наместо најавеното ресетирање. Одговорноста само по себе не е доволна во оваква ситуација во која што е СДСМ. Да, може да дискутираме за одговорност. Добро е тоа што највисокиот партиски врв ја презема одговорноста на својот грб. Меѓутоа мислам дека предстои уште долг пат и уште многу други работи кои што не се поврзани исклучиво за одговорноста, за да можеме да зборуваме за вистинскиот пат или за добриот правец. Поранешниот висок функционер и екс-градоначалник на Центар Саша Богдановиќ дополнува дека низа случувања во партијата, како и аферите поврзани со релациите Македонија-Дубај, сериозно ја нагризуваат довербата. Луѓето кои што моментално се во раководството на СДСМ мора да сватат дека такви работи не треба да се случуваат, бидејќи влеваат недоверба. Тие некои случувања, релација Македонија-Дубај, гледаме дека не влеваат волја и желба и кај членството и кај симпатизерите, гласачите, дека нешто може ќе се промени. За Филипче логично е целото раководство да си замине, но не и тој, само затоа што тој ја презел лидерската функција од неодамна. Првиот опозиционер појасни дека готов бил списокот со лица кои ќе бидат дел од новото раководство и дека тоа ќе биде избор на млади и искусни. Позицијата генерален секретар ќе ја задржи само Александар Саша Димитриевиќ, а еден од подпредседателите ќе биде ортопедот кој изгуби во трката за градоначалник на аеродром Александар Трајановски. Еден од најголемите предизвици кога се прави тим е да се обезбеди комбинација на искусни луѓе што секако ќе ги има и на млади луѓе кои што сакаат да се развиваат, да работат во таа сфера. И тој предизвик не е само во политиката, туку на секаде, да се обезбеди смена на генерации, тука да бидат искусните и старите, да знаат дека не им е завртен грбот, дека секогаш отворена вратата, дека имаат со кого да работат, на кого да го пренесат своето знаење и искуство. И таков еден тим сега ќе се формира и ќе се официализира утре. Вечерва на седница на Централниот одбор ќе треба да биде познато новото раководство во СДСМ.